Значи има два случаи, добро познатиот случај на палењето на трската и понатаму градење на тоа место каде што е запалена таа трска, односно узурпација на заштитниот појас на езерото и во соработка со Основното јавно обвинителство е поднесена кривична пријава против едно лице за узурпација на недвижност, собственост на Република Северна Македонија по член 225 од Кривичниот законник и за кривично дело уништување на добра под привремена заштита, кој што е член 264, односно од Кривичниот законник. Тоа е во делот на градбата на узурпација на државното земјиште. Додека во однос на уништувањето на трската има поднесено кривични пријави две, исто така заедно со Основното јавно обвинителство, во однос на сечењето на трската, кое што е за сторителот и за нарачателот за извршување на вакви незаконски активности. Тоа е во близина на плажата Версус во Струга, каде што има влезено лице со кајче и започнува со сечење на трската, кое што е фатено на лице место, обезбедено и при тоа е обезбеден и нарачателот на ваквата нелегална активност. Поднесени се кривични пријави до двете лица за уништувањето на добра под привремена заштита до надлежното Основно јавно обвинителство и за тоа ќе бидат гонети. Меѓутоа исто така е поднесена и кривична пријава против инспектор по природа од Министерството за животна средина и просторно планирање. Заради тоа што претходниот надзор кој што го има извршено овој инспектор воопшто не ги констатирал фактите дека имаме запалена трска, уништувањето на трска и воопшто узурпација на тој дел од езерото. Откако Министерство за внатрешни работи ја поднесува кривичната пријава против инспекторот, инспекторот поднесува кривична пријава против НН сторител во однос на истиот овој случај. Така да, во целост, сите активности кои што се за овие случаи се превземени од страна на Министерство за внатрешни работи, по насоки, заедно со Основното јавно обвинителство, и практично имаме 4 лица против кои што се поднесени кривични пријави за овој случај.